Дигитализацијата на енергетскиот сектор и начини за финансирање на воспоставување на систем за енергетска ефикасност се дел од темите на кои денес дискутираат експертите во рамките на форумот за енергетика кој се одржува во Скопје. Дигитализацијата и енергетската транзиција се во корелација и има простор за напредок. Во Македонија засега се воведени системи за следење на процесите, интегрирано планирање на ресурсите, како и развој на платформа со 20 на услуги за фирми и за граѓани. Вештачката интелигенција како алатка во процесот на дигитализација ќе биде клучна. Во наредниот период јас веќе ја најавив алатката за вештачка интелигенција или фабриката за вештачка интелигенција која што ќе се развива во Македонија. Една од клучните компоненти е помош во енергетиката. Што ќе значи тоа? Искористување на големите јазични модели, искористување на моќноста на вештачката интелигенција за предвидување на процесите на трошење струја, на оптимизација на мрежата, оптимизација на начинот на трошење, на производство на струја, на балансирање на мрежата. Сите овие процеси зависат од дигитализација. Дигитализацијата има ист импакт кај сите држави во светот, смета Армен Григоријан, постојан представник на УНДП. Ова организација работи на креирање на дата центар во друга држава, каде што со помош на вештачката интелигенција ќе се следи и производството и потрошувачката на електрична енергија. The amount of energy that is required for one data center is around 3% of the total consumption of the country's electricity. So you can imagine what is the potential impact of this. One of the things in all sectors, but in this context, in the energy sector, what we are doing and we prioritize this work is cybersecurity in energy sector. And this is something that UNDP is trying to do here, including artificial intelligence and blockchain technologies. Трансформацијата кон обновливи извори и енергетска ефикасност мора да биде во склад со економската моќ на населението. Во Македонија се уште не е почнат процесот на преквалификација, а во секторот доминантно е користење на фосилни горива. It is not always a problem of access of renewable energy, it is a question of affordability of energy. The other element which is important in North Macedonia is the fact they are still linked to fossil fuel. How are we going to reskill the people who are working in the fossil fuel industry to be able to move to this new kind of jobs? Енергетската ефикасност на објектите во Македонија е на ниско ниво и тоа влијае на потрошувачката на струја. Ние го донесовме законот за енергетска ефикасност, таму е наведено дека мора да направиме план и дека годишно 3% од јавните институции треба да бидат енергетски ефикасни. Во иднина планот е вие кој ќе купувате нов стан или куќа, значи кој ќе купите нешто ново, да има и како што има во другите држави кој е степен енергетска ефикасност, значи тоа што го има А, Б, С, Д, односно еден енергетски пасош. Така што ќе знаете вие колку би ви требало пари за затоплување, за грејење и за ладење. На глобалниот форум за одржлива енергија се присутни над 400 гости од 70 држави во светот. Форумот трае 3 дена и ќе финишира со потпишување на декларација Скопје.